Океј, за денес сакав да ви представам 5 вида на карантински луѓе кои веќе може официјално да ги сметаме како ендемски видови кои постојат во светот, па и во нашата прекрасна земја. Карантински тип 1, интроверт, тажниот интроверт. Најчесто можеш да ги најдеш како гледаат серии во кои главна тема е журка и најмногу од се посакуваат да влезат директно во серијата и да го почувствуваат тој вајб. Или можеш да ги најдеш со слушалки во ушите, затворени очи, си трипаат, си вајбаат и се потсетуваат на сите можни журки на кои некогаш биле присутни. Исто така, тажните интроверти секогаш имаат специјално подготвен план за тоа колку, каде и со кој добро ќе се начукаат и добро ќе се налеат за да му вратат на карантинот. А тој план, верувајте ми, дека е еднаков со плановите на добрите краци кои сакаат да ограбат светска банка. Спротивно, тажниот интроверт е среќниот екстроверт. Нив им е најако. Они се најсреќни. Ова е нивното време. Завршуваат 3 факултети и отвараат фирма за кикирики. Трет тип, таткото филозоф. Ни требаше ова? Ни требаше. Да видиш кој ти е тука, кој ти се јавува да те праша како си, дали ти треба маска, дали ти треба дезинфекционо средство. Четвртиот тип е оној кој верува во ковид како да е најголемиот вирус на планета на Земја. Како COVID-19 да е религија, буквално. Ова вирусов пуштане од кинезите, од американците, од русите е пуштен вирусот. Све пробав. Пиев врела вода, пиев пестициди, пиев антибиотици, пиев амоксиклави, се пиев. И петиот последен тип е оној што не верува во постојањето на ковид. Брат, не ме замарајте, ковид не постои. Завера тешка, врска нема, обичен грипен. Ајде кашлај ми. Ајде кашлај ми. Слободно, искашлај ми се. Плюкни ме, ајде. Плюкни ме. Значи, имам луѓе у Италија што живеат, другари ми се најдобри, од деца сме заедно, се слушам со нив секој ден, кажуваат луѓето, врска нема, лажат сите.